Добро утро, Андреј и Јана, колеги во студиото. Добро утро сите гледачи кои што ово утро се на Алфа телевизија. Јас првото утринско кафе веќе го испив со Марина Анчевска, која што е мој денешен соговорник. Инаку, на кратко да представам, НЛП мастер тренер. Добро утро, Марина. Добро утро. Како сте ово утро? Супер, одлично, спремна за новиот ден, нови предизвици, така да слободно може да почнеме. Имате едно многу интересно звање, како да го наречам, титула, Да. НЛП мастер тренер. Да. Што значи тоа? Да го објасниме самиот назив НЛП. Да. Прво, НЛП е методологија, наука, значи техника за промена на животни навики, промена на лимитирачки верувања, поставување на цели и значи, едноставно нели преведено невро се однесува на мозокот, начинот на кој како креираме мисли, што све ни се случува во нашата глава. Прашањето е дали ние го контролираме, го водиме нашиот мозок или нашиот мозок не води нас. Лингвистичко се однесува на тоа све она што го имаме во себе, внатрешниот диалог, како преку зборови го вадиме, комуницираме со самите себе и со луѓето, а програмите се нашите навики, образци, програми кои што ги имаме и кои што постојано ги повторуваме. Некои сакани, некои не сакани. Што значи да ви например, јас ако сакам да дојдам кај вас на една обука, бидејќи сето тоа е тренинг за личен развој, што ќе ми помогнете? Како јас како да кажам, ќе созреам, ќе напредувам, што ќе ми помогне на таква обука? Многу ќе ви помогне со тоа што јас наједноставно и пластично објаснувам. Ние сме навикнати да гледаме во еден правец, меѓутоа со откривањето на нови опции, нови можности, откривање на нови потенцијали во себе, одеднаш се отвара една поширока рамка, така да перцепцијата е поширока, можеме да погледнеме уште повеќе интересни можности за нас самите, осознавање на себе си, водење на самиот себе, да не биде реагирање постојано на околината и на случките што ми се случуваат, туку малку така поинаку погледнување кон натре, освестување на тоа што јас самата предизвикувам, што е тоа не зошто ми се случува, туку како доаѓам до сето ова. Значи, една така поширока рамка на гледање на животот и на себе си и учествување во промените. Не оставање да ми се случат промените, туку сами да ги креирам. Ние да сме креаторите на нашиот живот. Да. Оно што може да го забележиме ако погледнеме на вашиот Facebook профил е дека многу често ни пренесувате делови од вашиот живот. Имате видеа кои што ги снимате од дома, додека одите на пешачење, на планинарење и постојано ни пренесувате некои пораки. Ретки се луѓето што дозволуваат во домот да им зирнеме и да видиме како изгледа нивниот ден, меѓутоа вие тоа го правите. Зошто е тоа? Зошто е тоа така? Затоа што многу пати луѓето ме прашуваат што е тоа што правиш, што имаш толку енергија, што изгледаш вака како што изгледаш на твоите години, што си успешна, што е тоа што го правиш. Значи, затоа јас тоа го покажувам. Затоа што е многу поедноставно отколку луѓето што мислат. Треба само човек да почувствува вистински што му треба. Значи, јас многу ја користам таа соматска интелигенција, телесна интелигенција. Вистински си го чувствувам телото, знам кога ми е доста, кога јадам, знам кога некојаш ја јадам емоцијата. Значи, ја хранам емоцијата, наместо да ја чувствувам емоцијата. Значи, знам што му треба на телото и сакам тоа да го пренесам кај луѓето, затоа што е многу поедноставно отколку што мислите. Премногу сме свртени на надвор. Значи, не сме навнатре, не чувствуваме што ни бара телото, што ни бара душата. А тоа може само преку движење, не мора да трчате, не мора не знам што, од какви тешки спортови да правите, меѓутоа движењето креира емотивна состојба. Че ако јас не се чувствувам добро, ако се раздвижам малку, излезам на кеј, прошетам, се качам на водно, веднаш е поинаку. Мислам дека тоа и самите гледачи можат да си го по личен пример да си го заклучат. Некогаш кога ни е тешко, буквално да си најдеме сила малку да станеме, да поразговараме, да прошетаме, веднаш ќе најдеме некој поинаква енергија. Ајде тогаш кажете ни како ви започнува денот, како изгледа еден ваш ден. Од утро
како се будите, што јадете, Да. што пиете до вечер. Се е тоа свесно, се е тоа има некаков редослед, меѓутоа не се држам целосно до тоа, затоа што некогаш чувствувам дека и телото ми бара одмор. Значи, тоа е многу важно. Исто, Да си го слушаме телото. да, многу луѓе ќе речат, еве, од сега секој ден ќе правам тоа, тоа и тоа, и после една недела, две, веќе не е интересно, затоа што станува напор. Значи, да кажеме дека не 7 дена, меѓутоа 5 дена во неделата, сигурно, значи, секој ден јас пијам смути. Тоа е закон за мене. Значи, Што најчесто конзумирате? Да. Кое и да одам на патување, ја го носам миксерот со мене, стапчето. Значи, тоа обавезно. Тоа во куфар секогаш може. Така да консумирам, значи, разни додатоци, витални миксови, детокс миксови, значи, разни здрави продукти, органски продукти. Ставам листови, ставам овошје, ставам јаткасти плодови, значи, што све имам дома, све го ставам во таа чашката и тоа, значи, прво пијам нормално вода, пијам ѓумбир, па вежбам јога, значи најосновни вежби правам, чувствувам телото што ми бара, а најздраво е да ги превртиш нозете преку глава, значи плугот што викаат, за да се истегне убаво рбето, да добие цело тело енергија, потоа пијам смути и потоа започнувам со денот. И понешто исто така што можеме да забележиме, вашите денови се активни од утро до мрак. Да. Претпоставам дека така ја црпите енергијата и дека утрото ви го прави патот, ви го Токму така, Настасија. Утрото е најважно, како ќе ти започне денот. Дали ќе ти започне во стрес, брзање, или ќе ти започне полека и едноставно нака да се чувствуваш себе си. Кај мене секако има разлика. Ако имам тренинзи, значи обавезно внимавам на исхраната, бидејќи додека имам тренинг, јас не можам да јадам ништо тешко. Значи, пошто моите тренинзи се навистина доста активни, бараат многу внимание, работам некогаш и со така големи тимови, работам на теми кои што се многу важни за тимовите, за луѓето, значи, така да јас мора да сум 100% присутна прво во самата себе, за да можам да го следам, да следам динамиката во групата која што сум. И тогаш мене, значи, воопшто нема јадење нешто тешко, месо, такви работи, ништо. Во следниве неколку дена ќе имаме можност секој ден да гледаме по едно мотивацијско видео кој што ќе го кажете и многу повеќе ќе ме запознаат за начинот на кој што работите секако и принципот на кој што ги пренесувате вашите искуства. Кажете ми, ајде да ги заинтересираме гледачите што ќе зборуваме во следните неколку дена. Да. Што ќе ги научиме? Да. Па еве, можеби таа соматска интелигенција интересно, како луѓето, бидејќи од телото е најлесно да се почне. Јас иако сум, значи, NLP мастер тренер, значи не е тоа само дека ние учиме техники како луѓе позитивно да размислуваат, тоа е една цел склоп на неколку полиња, менталното поле, полето на телото, енергијата, емоциите, душата, се тоа. Така да на тие полиња ќе се движиме низ овие видеа и на секое поле ќе објаснам по нешто како да активираат повеќе енергија во себе си и да ја прошират својата рамка. Марина, благодарам што ете утро го започна со нас, со нашите гледачи. Јас би сакала да го искористам оно што го кажавте вие, а тоа е дека многу е значајно како ви почнува утрото и дека е најзначаен и најважен дел од денот. Вие ќе им кажеме дека се на истинско место затоа што се на телевизија, бидејќи со овие мотивацијски видеа ќе направиме да ви почне денот онака како што треба. Благодарам уште еднаш. Благодарам, супер идеја вие со видеата, значи продолжете затоа што на луѓето навистина тоа им треба. Да се свртиме сите кон себе и заедно да ги креираме промените кои што сакаме да ги видиме. Така, благодарам уште еднаш. Колеги, поздрав до вас во студиото, до вас исто така поздрав почитувани гледачи, со мене се гледате утре, а во продолжение останува остатокот од програмата која што имаме подготвена за вас. Имајте убав ден.